Почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани високи представници на Светската банка, почитувани представници на владите од регионот, почитувани представници на УНИЦЕФ и сите други меѓународни партнери кои што ја поддржуваат ова влада во развој на агендата за рандетски развој. Љубовта и топлината доаѓаат во домот и сите интуитивно знаеме дека најдобро е детето да се развива и расте во своето семејство. Но сметам дека сите ние заедно имаме одговорност надвор од семејството да сите деца во нашата држава ги спремиме за животот што следува. И тоа токму се случува во институциите кои што нашиот систем ги гради и како ние се грижиме за децата и институциите кои што се грижат за нашите деца, со тоа покажуваме колку нашата држава и нашето општество навистина се грижи за иднината на нашата земја, но исто така се грижи воопшто за човештвото. Она кое што навистина ние го наследивме, го спомена и министерката Десковска, е запуштени системи за образование, запуштени системи за грижа за деца, запуштени системи за социјална заштита, што значи дека наследуваме систем кој што ниту се грижал за човештвото, ниту се грижал за иднината на нашата држава. Но тоа е сменето. И тоа е сменето и се покажува со секој чекор што оваа влада го прави. И токму затоа сметаме дека она благородна задача која што сите ние заедно како општество ја имаме е да изградиме рандетски развој или систем за рандетски развој кој што ќе дава влијание на секое дете и ќе дава позитивно влијание и позитивен чекор да тоа дете се вклучи во општеството и да го развива нашето општество заедно. Но за да го направиме тоа се потребни три компоненти. Прво треба да ги направиме достапни и гледаме дека најголемиот капацитет за заштита на деца е направен во претходниот систем. 11 години не се граделе градинки, иако имавме постојано презентација дека тоа се правеше. Треба да го зголемиме опфатот на деца, значи треба да имаме простори, но исто така треба да го зголемиме квалитетот и капацитетот на воспитувачи и негуватели. И тоа го правиме. Може да видите дека во изминатите 4 месеци се вработија повеќе од 480 воспитувачки и негувателки, затоа што е невозможно да зборувате за квалитет во предучилишно образование ако вие постојано имате недостаток на кадар. Но исто така мора да напоменам дека предучилишното образование и градинките имаат идеја на нивното постоење, а тоа е да ги спремат децата за модерното живење. Нашите програми мора да сме свесни дека не ги спремаат децата за модерно живење. Во суштина тие ги учат да мислат, но нашите програми во претшколското образование не ги учат да размислуваат и не ги учат креативно и критички да размислуваат за се она кое што се случува околу нас. Синоќ разговаравме со господинот Сааведа дека во суштина нас, но и на целиот регион ни недостигаат деца, потенцијал млади, кои што сакаат да ја завршат работата. Дека кога се зафаќаат со одредена работа не ја оставаат работата на пола пат, туку до крајот ја изодуваат патеката и постигнуваат резултат во она кое што го зацртале. Токму тоа не се прави по завршено средно образование и не се прави по завршен универзитет. Тоа се прави во првите 5-6 години пред детето да навистина добие задачи кои што треба да ги оствари. Затоа јас сум навистина благодарна на нашите партнери Светска банка и УНИЦЕФ во поддршката која што даваат на нашата држава не само денес, туку даваат поддршка да нашата држава се развие во наредните 20-30 години, кога навистина ќе ги видиме ефектите од она кое што денеска го правиме и го поставуваме како агенда на нашата земја, која што е мала, но навистина со огромен и човечки потенцијал и економски потенцијал да постигнеме резултати на целиот Балкан и исто така во Европа. Сите заедно мислам дека ќе успееме не само да го подобриме она кое што беше срушено, туку навистина да поставиме пристапен и ефективен систем за рандетски развој во нашата држава. Ви благодарам.